Следите дневник на К3. Добар ден. Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против двајца кумановци поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело насилство, информираат од Министерството за внатрешни работи. Секторот за внатрешни работи од Куманово поднесе кривична пријава против ВМ 48, МС 43, двајцата од Куманово и двајца непознати сторители поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело насилство, информираат од Министерството за внатрешни работи. Пријавените на 13 август оваа година во 12 часот и 30 минути во кафејана во Куманово, откако под дејство на алкохол физички ги нападнале оштетените ЈС 48 и БТ 30, двајцата од Куманово, удирајќи ги со тупаница во пределот на главата и телото, при што им нанеле телесни повреди. Секторот за внатрешни работи го расчистува случајот. Во текот на минатата недела царинските службеници открија повеќе обиди за криумчарење, при што привремено се задржани технички производи: влекач, автоделови, алкохолни пијалоци, облека, етикети, таблети за апарати за кафе и фалсификати, информираат од Царинската управа на Република Македонија. Во текот на минатата недела царинските службеници открија повеќе обиди за криумчарење, при што привремено се задржани технички производи, влекач, автоделови, алкохолни пијалоци, облека, етикети, таблети за апарати за кафе и фалсификати, информираат од Царинската управа на Република Македонија. Еден телевизор марка Samsung и 10 звучници марка Sony биле откриени при контрола на словенечки автомобил, управуван од македонски државјанин, пријавен за влез во државата на граничниот премин Табановци автопат. Непријавените производи пронајдени во багажникот на возилото се привремено задржани, а против возачот ќе биде поведена соодветна постапка. Вкупно 32 парчиња облека, машки дуксери и јакни, откриени при контрола на македонски автомобил, со кој за влез во државата на граничниот премин Табановци автопат се пријавиле двајца македонски државјани. Непријавените производи пронајдени во неколку црни кеси, сместени во багажникот на возилото, биле привремено задржани, а против сопатникот, кој бил сопственик на истите, е поведена соодветна постапка. Одиме понатаму со други содржини. 25 ученици од Кумановското средно училиште Перо Наков 2 години ќе изучуваат англиски јазик преку Аксес, програмата за изучување на англиски јазик, американска култура, традиција и обичаи. За таа цел беше потпишан меморандум за соработка со Македонскиот центар за граѓанско образование. Представници од Средното општинско училиште Перо Наков, Македонскиот центар за граѓанско образование и градоначалникот на општина Куманово денеска во просториите на општината потпишаа меморандум за соработка со кој се предвидува имплементација на Аксес, програмата наменета за изучување на англиски јазик, американска култура, традиција и обичаи. Наставата ќе се изведува на некласичен начин, иако предавањата ќе ги вршат професори по англиски јазик. Видоа многу нови работи научија за американската култура, за историјата, за јазикот. Имаше многу интересни гости и од Америка кои што дојдоа да ги посетат. Така да за сега имаме многу убаво искуство. Имавме и летен камп. Во програмата ќе бидат опфатени 25 ученици од Перо Наков од паралелките на македонски и албански јазик, кои 2 години ќе ја следат програмата. Тие ќе бидат во нашето училиште, во библиотеката во училиштето, која што дополнително од организацијата ќе биде опремена со најсовремени нагледни средства, што исто така е еден добар бенефит за училиштето. Перо Наков е второ училиште во Македонија каде се применува програмата и досегашните искуства од примената на програмата од училиштето од Велес потврдуваат дека се одлични. Учениците следат летни кампови, постојано го усовршуваат владењето на англискиот јазик и имаат можност да се дружат. Ќе имаме професори кои ова ќе го спроведуваат и ќе бидат плаќени од Граѓанскиот центар за граѓанско образование. Ќе имаме настава во природа, екскурзии, меѓусобни дружиња. На некој начин ја потикнуваме дружбата помеѓу различните етнички верски заедници, на некој начин ствараме едно граѓанско општество. Аксес програмата започнува да се применува во 2004 година и од тогаш вклучени се преку 95.000 ученици од 85 држави од светот. Утре со почеток од 10 часот ќе започне 56-та седница на Совет на општина Куманово, на чиј на дневен ред пред советниците ќе се најдат вкупно 29 точки.
Утре со почеток од 10 часот ќе започне 56-та седница на Советот на општина Куманово, на чиј дневен ред пред советниците ќе се најдат вкупно 29 точки. Компанијата Советниците Агрикорп ќе Инвест дебатираат за влегува превземени мерки и активности од страна на полициската станица од општа надлежност Куманово во текот на првото полугодие од 2016 година. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Куманово за вториот квартал од 2016 година, доделување на парична помош од буџетот на општина Куманово за поплавениот регионот град Скопје, извештај за финансиско работење на јавните предпријатија од градот, програма за уредување градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Куманово, решение за давање согласност на јавната општинска установа за деца градинката Ангел Шајче да може да има поголем број на деца во воспитните групи, како и одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичка планска документација на повеќе локации во општината. Компанијата Агрикорп Инвест влегува на македонскиот пазар. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на Фејсбук ја најави новата инвестиција која ќе донесе нови стотина вработувања. Станува збор за Браунфилд компанија од областа на земјоделието, металите и минералите, енергијата и финансискиот сектор. На македонскиот пазар влегува компанијата Агрикорп Инвест, дел од Монако Ресурс Груп, која е меѓународна групација присутна во други 25 земји со повеќе бизниси од областа на земјоделието, металите и минералите, енергијата и финансискиот сектор. Компанијата Агрикорп Инвест го откупи мнозинскиот пакет во компанијата Бонум, фабриката за производство на пакувани печорки и преработка на земјоделски производи. Се работи за Браунфилд инвестиција која треба да придонесе со околу 100 нови работни места. Нивниот преработувачки капацитет се наоѓа во Кумановскиот крај, при што ова ќе биде поттик и за економскиот развој и можност за нови работни места во овој крај. Овие новоотворени работни места, согласно инвестицијскиот план на компанијата и развојните пазарни текови, треба да се реализираат во наредниот едногодишен период, но истото претходно ќе се гарантира и сигурност на работните места на веќе вработените луѓе во компанијата. Ова не само што ќе значи реорганизација на компанијата во Македонија, туку и дуплирање на низините капацитети на работа. Станува збор за значајни инвестиција за преработувачкиот сектор за земјоделски производи во Македонија, кој во изминатиот период постојано бележи рекорди, како во производството, така и во извозот кој е дуплиран. Ова е добра вест за македонското земјоделие, но и признание за преработувачкиот сектор кој што е сфера на интерес и странски компании кои ги насочуваат своите бизнис планови кон ова поле. Ова информација преку својот Facebook профил ја сподели лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Информацијата ја сподели и од компанијата на својот вебсајт и пишува дека се почестени што ќе соработуваат со тимот нагоре експерти на фабриката Бонум, кои постојано работат на развој на нови производи, одржувајќи високо ниво на квалитет на своите производи и производствениот процес. Ова инвестиција во Македонија ќе го зголеми производството и ќе придонесе за нови вработувања, се наведува во сопштенијето од компанијата. Пратениците од ВМРО ДПМН на денешната расправа на Собраниската комисија за финансирање за ребаланс на буџетот сметаат дека токму со него ќе се обезбедат пари за да се помогне на сите граѓани кои беа погодени од поплавите и целосно да бидат обештетени. Новиот ребаланс на буџетот за 2016 година е наменски и се носи за обештетување на граѓаните погодени од поплавите. Ребалансот во моментов е единствениот начин на кој може да им се помогне на настраданите. Вака пред Собраниската комисија за финансирање и буџет, пратениците од ВМРО ДПМН образложија зошто се носат вторите измени и дополнувањата на буџетот годинава, наспроти нивните колеги од СДСМ кои се децидни дека на поплавените мора да им се помогне, но со средства од постојните пари во државната каса и нивна пренамена, а не со нови задолжувања и зголемување на буџетскиот дефицит. Наредниве денови нема да се дискутира само за ребалансот на буџетот, туку ќе се зборува и за судбината на илјадници граѓани на кои им е потребна помош, рече министерот за финансии Кирил Миновски објаснувајќи ги причините за ребалансот. Тој апелира пратениците да го земат ова предвид и да го поддржат ребалансот за што поскоро обештетување на поплавените.
Со измените и дополнувањата на буџетот за 2016 година се обезбедуваат дополнителни 2,240 милиарди денари за постојана резерва на надминување на последиците од настанатата непогода. Со обезбедувањето на дополнителните средства се врши и ревидирање на буџетскиот дефицит на ниво од 4% од брутодомашниот производ. Дополнителните средства наменети за санирање на штетите делумно се обезбедуваат со заштеди од одредени позиции кај буџетските корисници, а делумно со зголемување на буџетскиот дефицит, истакна Миноски. Реджаел Исмаили од ДУИ ги повика сите колеги побрзо да го усвојат ребалансот за поскоро да им се помогне на поплавените. Тој му предочи на министерот Миноски дека се уште сите семејства не ја добиле паричната помош од 500 евра и побара од него лично да се заложи за целосно спроведување на оваа мерка. Нагласувајќи дека ДПА нема да го подржи ребалансот, Орхан Ибрахими изнесе низа обвинувања до власта за дискриминација. Според него треба да се побара одговорност од институциите за последиците од поплавите, особено поради тоа што имаше и жртви. Расправата за ребалансот во Комисијата за финансирање и буџет, според собранискиот деловник, може да трае 10 дена. На пленарна седница пак оваа точка е закажана за 19 септември. Италијанската крајбрежна стража соопшти дека координирала со акција за спасување на околу 6500 имигранти од брегот на Либија. Швајцарски борбен авион во саботата попладне исчезна во алпскиот централен дел на земјата. Во близина на кинеската амбасада во Киргистан денеска експлодираше автомобил при што загина возачот, а 3 лица се ранети. Свето денеска. Италијанската крајбрежна стража соопшти дека вчера координирала со акција за спасување на околу 6500 имигранти од брегот на Либија. Како што наведе на Твитер крајбрежната стража, командниот центар координирал 40 спасувачки операции во кои учествувале бродови од Италија, како и Европската гранична агенција Frontex. Спасени се околу 6500 имигранти, нагласи италијанската крајбрежна стража. Швајцарски борбен авион во саботата попладне исчезна во алпскиот централен дел на земјата, соопшти денеска швајцарското министерство за одбрана. Судбината на пилотот засега останува нејасна, се наведува во соопштението пренесено од американските медиуми. Во тек е потрага по авионот што исчезна источно од градот Интерлакен. Во близина на кинеската амбасада во Киргистан денеска експлодираше автомобил при што загина возачот, а 3 лица се ранети, соопшти Министерството за здравство на Киргистан, додека властите наведуваа дека станува збор за самоубиствен бомбашки напад. Возачот на автомобилот се обидел да ја пробие портата на амбасадата. Како резултат на експлозијата, само терористот бомбаш самоубиец загина. Членови на безбедносните служби на амбасадата се повредени, изјави председателот на киргистанската влада. Наведува дека се ранети 2 лица од безбедносните служби на амбасадата и една жена која таму била вработена. Вработените во амбасадата на Кина и блиската американска амбасада се евакуирани, соопшти киргистанската служба за вонредни ситуации. Извори на полицијата во Бишкек за француските медиуми соопшти дека автомобил пробил капија на амбасадата, пошто експлодирал насред комплексот во близина на резиденцијата на кинескиот амбасадор, пренесува Таниук. Уште еден извор во службата на безбедност на Киргистан наведе дека во возилото се наоѓала експлозивна направа. Локалните жители изјавија дека од експлозијата им спукале стаклата на прозорците и им се затресле куќите. Вести од спортот. Куманово во минатото беше најуспешен центар во боксерскиот спорт во Македонија и пошироко. Аце Русевски и Реджеп Реджеповски се освојувачи на медали од Олимписките игри за нивните успеси и денеска се зборува со почит. Потикнати од олимписката слава новија спортисти, група спортски работници од Куманово предводени од Светислав Стојановски подготвуваат голем спортски настан Олимписко Куманово, на кој ќе учествуваат освојувачите на олимписките медали од просторите на поранешна Југославија. Се очекува ово да биде еден од најголемите спортски настани во Куманово од неговото постоење. Предвидено е гостување на изворедните олимпици од просторите на поранешна Југославија, како и македонските боксерски асови, а нивната вкупна бројка се очекува да изнесува над 15 учесници.
предвидено е големата манифестација да трае 3 дена, што ќе представува изворена презентација на Куманово и Република Македонија. Идејниот творец Светислав Стојановски истакна дека работите одат во вистински правец и се надева дека се ќе помине во најдобар ред. Па бидејќи пред малку сами најавивте, тоа е 70 години од постоење на боксерски клуб Куманово, а воедно и 11 октомври се обележува град Куманово празник на ослободување на Куманово и по тој повод сакаме повторно да обележиме и на некој начин да ги поканиме пред малку што рековте сите освојачи на олимписки медал од југ простори, а воедно и од Бугарија имаме најава кој имам долгогодишна соработка и пријатели со најелитни боксери и од кои ќе ни дојде Серафим Тодоров кој е прогласен и најдобар светски боксер. Како голем љубител на боксот, како дојдете на оваа идеја? По оваа идеја е поранешна, бидејќи ние имаме двајца олимписки шампиони од Куманово и се знае дека расадник не само во Македонија, туку и во поранешните простори на Југославија е Куманово. И не сакавме ништо ни помало ни поголемо него од Олимпијада. И сакавме со тоа да им докажеме на сите дека сепак Куманово е извор на таленти на бокс и постоело и ќе постои после нас. Драган Петровски, еден од главните оперативци, вели дека овој настан многу позитивно ќе влијае на враќањето на боксот во Куманово на старите патеки. Олимписко Куманово, така ќе се вика и манифестацијата. Сакавме да го возобновиме боксот во Куманово, зашто боксот стварно е скап спорт, али сега ни доаѓа дека е поевтин од другите спортови. Нас не ни требаат многу средства, ќе најдеме некои средства така и со ентузијастите или и со боксерите како што се Реджеповски да биде тренер. Да земеме едно 3-4-5 боксера па да направиме па некоја олимписка медалја. Иначе вака и сакаме да го обновиме боксот во Куманово. Може да ни кажете кои ќе дојдат се гости од поранешна Југославија и од Македонија нормално олимпици? Па од Македонија се знае Реджеповски и Аце Русевски, а од Хрватска ќе дојде Шкаро Дамир и Перо Тадиќ. Би требало да дојдат Анте Јосиповиќ од Босна, Перуновиќ од Црна Гора, Качар Слободан и Тадија Качар од Србија и Вујковиќ исто од Србија, Драган Вујковиќ. Тие попознати и нормално од Бугарија, Лесов, Тодоров, Јанков, Пламен и уште еден Ангелов, ја мислам. Ангелов, да. Ја мислам дека ќе биде врвна манифестација. Освојувач на сребрениот медал Реджеп Реджеповски не ги криеше емоциите, затоа што ова ќе биде ретка можност да се соберат сите олимпици од поранешна Југославија, а воедно се надева дека ова ќе биде потик за возобновување на боксот во Куманово. Мене ми е баш мило и драго што слушнав наскоро дека ова ќе се одржи тука. И се знае, значи, поранешниот преседник беше исто Цецко Лав и ден денеска тој едино што знае од боксот. И го знае добро боксот и знае што да направи со боксери. Не собра тука, пошто овие другите не забораја многу време. Јас мислев уште 10 години да чекам, ама добро, дојде порано малку, добро е сега. Мене мило ми е така да биде, да се сите собереме и еве да направиме нешто да ја докажеме на народ. Може ли ова да биде потик за младите да се вратат во боксот во Куманово? Па чим чујат моје име таму во спортска сала сум, тие починат да доаѓаат еден со друг така и ќе ги соберем сам. Сами ќе си дојдат да ставиме неколку плакати, сала препуна, јас дури ги некои ги по проценка ги ценам и пуштам. Во секој случај, ова иницијатива е за поздравување и веруваме дека олимписките асови на боксот во Куманово ќе поминат пријатни денови. Менаџерот на Челси Антонио Конте планира уште повеќе да ја засили одбранбената линија, овој пат негова желба е Стефан Деври од Лацио. Премиер лигачот Челси во изминатиот период се интересираше за услугите на дефанзивецот на Милан Алесио Ромањоли, но новите собственици на росонерите го блокираа трансферот на младиот одбранбен фудбалер.
После ова челниците на Челси се насочени кон ангажман на дефанзивецот на Лацио Стефан Деври. Според информациите од Апенините, менаџерот на Челси Антонио Конте е голем љубител на играта на Деври, а и самиот фудбалер нема ништо против да се пресели во премиер лигата. Преговорите со председателот на Лацио Клаудио Лотито секогаш одат тешко и се шпекулира дека Лацио за неговите услуги ќе бара 50 милиони евра, но Челси ќе се потруди да го комплетира овој трансфер до крајот на летниот преводен рок. Шпанскиот фудбалски ас Пако Алказар ги заврши сите обврски кои му беа потребни за трансферот во Барселона, бидејќи успешно ги помине сите медицински прегледи, пренесуваат шпанските медиуми. Алказар е предвидено да стане алтернатива на одличниот нападачки трио Суарес, Неймар, Меси, иако во тимот од Месталја беше првата опција. Каталонците за 22 годишниот нападач на Валенсија ќе ја платат 30 милиони евра обештетување. Во спротивен правец од Барселона во Валенсија ќе замене Мунир Ел Хадади, но само на позајмица. Во продолжение на дневникот и информацијата за временската прогноза за североистокот. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Останете со програмата на К3. Довидување.